Добро дојдовте во уште едно издание на Спорт Плюс. Овој пат предпразнично, тема ни е ракометот, а причина за тоа се значајните надпревари на градскиот ракометен клуб Охрид оваа седмица, кои ќе бидат исклучително важни за конечниот пласман, би се рекло, на табелата, иако има уште неколку кола до крајот на првенството и плейоф надпреварите. Мој и ваш гостин денеска, Крсте Андоновски, добре дојде. Добре, најдов, хвала на поканата. Дали сме подготвени за ова што следи оваа седмица, реков значајни надпревари, Вардар во Скопје и пред се Тиквеш дома, директна битка за четвртото место. Точно така. Најнапред во четврток имаме еден надпревар со екипата на Вардар, кој знаеме што значи за македонскиот ракомет, тој е актуелен шампион на Македонија. Па сабота го играме можеби најзначајниот надпревар оваа сезона, ја пречекуваме екипата на Тиквеш. И од тој надпревар зависи нашиот пат понатака оваа сезона. Со победа повторно се приклучуваме во трка за тоа четврта позиција, која што до година би значило и настав во европските купови. Да. Ќе зборуваме повеќе за тој надпревар секако. Најпрв збор два за мечот со Вардар, спомна и ти, актуелен шампион и екипа која се бори за шампионска титула оваа сезона. Очекуван ли беше за тебе малку со противникот, условно кажано, киксот на Вардар со Алкалуј, како така може да се каже? Па, искрено, реално, мислев дека Вардар рутински ќе го добие тој надпревар, но се покажа противното. Алкалуј беше многу помотивиран на тој надпревар, грабеше за секоја топка и имаше константно водство во текот на целиот надпревар и на крајот успеа и да извојува и победа. И искрено сум така изненаден. Да, пријатно. Тоа значи дека и првенството ни е поизедначено, дека покрај Вардар и Еврофан Перистер, кои се изразити фаворити беа пред почетокот на првенството, има екипи кои имаат капацитет да направат нешто повеќе, па и Охрид одлично се држеше со Вардар дома до самиот финиш. Да, оваа година, значи, плейофот на вистина е, и тоа сите 8 екипи, сите имаат своји шанси, сите играат добар ракомет, сите вложуваат како и во инфраструктура, така и во играчки кадар. Ако порано, предходно пред 4-5 години беше невозможно да кажам да се игра со еден европски шампион како што беше Вардар, видовме дека оваа година тоа не е случај, бидејќи Индија на домашен терен игравме еден навистина феноменален, би рекол, надпревар со Вардар. Бевме гал во 45-та минута беше изедначен резултатот. На крај загубивме поради тоа искуство на одредени играчи, сметам на Вардар, некои 3-4 разлика. Видовме дека Вардар изгуби од Алкалуид. Алкалуид сепак е добра екипа, собрани се таму сите 80% од репрезентацијата на Македонија со селектор во името на Кирил Лазаров, но се гледа дека веќе секој секого може да изненади и да извојува победа против секој противник. Да, квалитет плюс е тоа секако за првенството. На мечот со Вардар, од причина што ВРК Охрид во неполни 2 дена, во неполни 48 часа треба да одигра две силни средби, од кои надпреварот со Тиквеш е можеби надпреварот на сезоната, на плейофот за ГРК Охрид во секој случај. Клубот се одлучи да одигра на надпреварот со Вардар со помладен состав кој ќе биде засилен со 2-3 од сениорскиот погон. Тоа е веројатно неопходно за да има сили тимот да го одигра онака како што замислил надпреварот со Тиквеш. Па официјално тоа уште не е потврдено, но се оди на варијанта да се настави со екипата на Вардар во еден комбиниран состав со и помлади играчи, дел од поискусните, за да се зачува сила и свежина за овој клучен надпревар, како што кажавте, во сабота кој играме со екипата на Тиквеш. Да. 15 април од 18 часот во Билјанин Извори се игра надпреварот со Тиквеш. Ова ќе ни е втора средба со нив во плейофот. Во првата не поминавме добро во Кавадарци. Да, одигравме некако
под Грч, не знам од кои причини, можеби тогаш не беше и притисокот на наша страна, повеќе притисок беше на нивна страна, бидејќи играа пред домашен терен, а императив им беше победа, но не изигравме некако под Грч тој надпревар. Одбраната која што беше карактеристика за нас во претходниот период, Како да снема. како нов тим да беше во одбрана и неминувен беше пораз на тој надпревар и Така, што излековме како поука од таа средба, што е она што ќе биде клучно на овој надпревар? Ја спомнавте одбраната, веројатно доколку се одигра одбрана како во минатите два надпревари, ќе биде полесно со Перистер и со Бутовност. да, во изминатите два надпревари како што кажавте, навистина го врати својот сјај, да кажам, одбраната и навистина се изигра една феноменална одбрана, не му се дозволи на противникот воопшто ни да има шанса на овие два надпревари, вистина феноменално се изигра, се надевам дека ќе повториме таа игра во одбрана и со екипата на Тикпеш и клучните играчи дека во името на Симејч и Пикерската двојка ќе ги успеаме да ги задржиме и да ги анулираме. Така, што според тебе ќе биде одлучувачко за оваа средба покрај играта во одбрана? Претежно одбраната го добива надпреварот, исто така поддршка која се игра добро одбрана потребна и од голманите. Значи, мислам дека одбраната и голманите го добиваат надпреварот во вакви дерби надпревари. Така. Битен фактор во дерби надпревари, во вака значајни надпревари е домашниот терен и домашната публика. Многу голем допринос дава домашната публика, особено навивачката група Рибари. И ќе ги повикам сите љубители на ракометот и навивачката група Рибари да дојдат во што поголем број и повторно да ни дадат поддршка и да успееме на крај заедно да се радуваме. Така, да се оствари целта, тоа секако е победа и што подобар пласман ова сезона и зашто не на крајот да се освои тоа четврто место кое сите го посакуваме и да се игра во Европа следната сезона. Само една напомена дека картите се веќе во продолжба за надпреварот на две локации, во Охридската чаршија кај Летница, односно кај Аждер и во спортската сала Белјанини избори на билетарата преку целиот ден, а во текот на надпреварот до надпреварот кој почнува во 18 часот. Ја повикавме публиката да дојде да го поддржи ГРК Охрид. Остануваат со ова коло ќе биде 10-то, ќе биде заокружено 10-то коло, остануваат уште 4 надпревари. Што може да очекуваме до крајот на сезоната? Отворена битка и за шампионската титула, за местата кои водат во Европа и се разбира за секое место ќе биде до крај отворена битката. Како никоја година до сега, можеби последниве 10 години, па не можеби 10, но 7-8 години не е толку неизвестно и шампионската титула кој ќе освои и местата кои што водат излез на Европа. Ние одиме надпревар по надпревар, играме, се надевам, максимум ќе дадеме од нашите можности. Ќе напоменам дека годинава сосема имавме нов ростер на играчи, сосема нова екипа и императив беше влез во плейофот и представување на секој надпревар достоинствено, па доколку се успее да се избори место кое ќе води во Европа, да се Јасно, да се искористи таа шанса. Да се искористи таа шанса. 90% би рекол од костурот на екипата веќе е составен. До година ќе ни требаат можеби 2-3 измени и императив до година би бил место во европските купови, изборување место во европските купови. Сакам да кажам да не се разочаруваме и годинава ако не избориме место, бидејќи има напредок во оваа екипа. Тешко е да се створи од нула екипа. Ова година се промени целосно на почетокот 11 нови линија, во текот на сезоната уште неколку. Одиме надпревар под надпревар, значи да се покажеме во добро светло и доколку успееме оваа година да избориме место во Европа, добро, доколку не, да не се разочаруваме веднаш, бидејќи сепак сме нова екипа,
а тој императив ќе е задолжителен за наредната надпреварачка сезона, бидејќи веќе ќе имаме 90% од екипата таа што е сега. Да, според во игра мене, на која се познаваме да, меѓусебно и ќе биде и во тој две-три контекст измени полесно. каде што имаме проблеми оваа сезона, можеби со 2-3 измени би биле веќе и фаворити за тие места кои што ќе значат Излез во Европа. излез во Европа. Ти благодарам многу на овој разговор, посакувам многу успех на престојните надпревари, особено на мечот со Тиквеш, кој напоменавме надпревар на сезоната за градскиот ракометен клуб Охрид. Подсетувам уште еднаш, 15 април, сабота од 18 часот, спортска сала Белјанини избори, ГРК Охрид, ГРК Тиквеш, средба, битка за четвртото место на плейоф табелата во ракометната Суперлига. Ви благодарам на вниманието, имајте среќни великденски празници.